Господин Николовски, пред малку, или може би уште и во текот заврши пресудата за случајот Рекет, каде што КТЦ на Војбојан Јовановски добија 7 и 9 години, меѓутоа, она како што пренесуваат порталите кои се присутни таму на судењето, било интересна изјавата на Бојан Ивановски, кој што посечал дека парите од Рекетот треба да се бараат кај лидерот на вашата политичка партија и неговиот брат, па чисто коментарот во оваа работа. Па тоа ја потврдува впрегнатоста на ВМРО ДПМН, за која што слушнавме со кого Мицковски седел, разговарал во претходните месеци и години, и поврзаноста токму на ВМРО ДПМН со целокупниот случај. Да не мисли дека некој ќе го спаси од одговорност. Добро е што дојде време и сме среќни денеска што имаме пресуди за вакви крупни случаеви кои што се отворија во државата. Тоа потврдува дека правда и одговорност има за секој во државата, за било кој што ќе се огрежи. Очекувам сега натаму лично целосна разрешница на сите случаи, на 30, во кој што е вклучено и целокупното актуелно раководство на ВМРО ДПМН, на многу структури, да рачистиме еднаш со правдата, со остатоците од режимот, да има одговорност и за Талир, и за Империја, и за било кој случај за кој што се збори во јавноста, имаше постапки. Законот за јавно обвинителство, кој што стапува на сила, тоа силно го овозможува. Заради тој закон добивме денеска и силна потврда и поддршка од Европската унија. Заради тие процеси во државата доаѓаат одлични години, доаѓа еден убав период во кој што ќе ги трансформираме институциите и ќе одиме напред, а и ќе преговараме со Европската унија. Тоа беше сон на многу генерации и сум среќен како генерација на млади политичари што денеска сме дел од таа генерација, од ова време во кое што направивме крупни чекори и во кое што има одговорност и правда за секој. Тоа го потврдуваат денешните пресуди кои што ги слушнав. Благодарам.